Благодарам председателе, почитувани колеги пратеници. На кратко по однос на овој предложен закон, кој што еднаш го имавме веќе предложено и помена на дневен ред, но имавме уште една дополнителна доработка. Би сакал да кажам на кратко кои се главните потреби зашто овој закон сметам дека треба да се најде на дневен ред. Прво, затоа што се доутврдуваат надлежностите на Државната комисија за жалби по јавни набавки. Имаме исто така и норми кои што прават појасно разграничување помеѓу надлежностите на оваа Државна комисија за жалби по јавни набавки и Бирото за јавни набавки, што досега имаше одредени преклопувања. Трето, имаме интервенции кои што имаат за цел унапредување и реформи во делот на управувањето со јавните финансии, а согласно реформската агенда усвоена од владата и планот за раст усвоен од Европската комисија. Потоа имаме регулирање на користењето на електронските аукции, да се намали до најмногу 40% од објавените постапки. Имаме зајакнување и на персоналниот капацитет на Државната комисија за жалби по јавни набавки со 2 нови членови. Имаме и дополнителни услови за избор, именување и разрешување на членовите и на председател на оваа комисија за жалби по јавни набавки, со што се дополнуваат основите за разрешување во случај на членување во орган на политичка партија, на председателот или членот на комисијата, како и поради незаконско или нестручно вршење на должноста, со што би сакале да ја зајакнеме одговорноста на функционирањето на оваа комисија. Исто така би сакал да напоменам дека во овој дел имаме и разграничување и допрецизирање на управната контрола, која се предлага сега да биде административна проверка и исто така се прави во овој дел усогласување на надлежностите помеѓу Комисијата за жалби по јавни набавки и Бирото за јавни набавки. Благодарам многу.